Добар ден. To flight research and data analytics, along with those who profound. Международна конференција Жени во индустријата, со која што промените треба да се следат од врвот. Директорите на Почитувани дами и господа, почитувана председателка на конференцијата Жени во индустријата, лидерите ја напредуваат родовата еднаквост, професор доктор Христина Спасевска, почитувана амбасадорка на Соединетите Американски држави, мадам Кейт Мари Бърс, почитуван председател на бордот на менаџери на Евана, господине Штефан Петар, почитувани директори на институциите, драги гости од Нигерија и Австрија, дами и господа, ми представува посебна чест што по трет пат поред сум поканет да се обратам на оваа исклучително важна конференција. Нејзината цел подигнување на свеста за важноста на родовата рамнотежа во бизнис заедницата, индустријата, идентификувајќи стратегии и програми за еднакви можности во индустријата, со потенцирање на економскиот императив за создавање родов инклузивен и одржлив раст, е во суштината на политиките на родовата еднаквост на владата на Република Северна Македонија. Како земја членка на меѓународната заедница, нашата земја се обврза да ги спроведе потребните мерки за да ги оствари целите за одржлив развој на Обединетите нации до 2030 година. Го започнувам ова мое обраќање со потсетување на овие обврски, бидејќи речиси во секоја од 17 цели за одржлив развој се споменуваат жените и девојките. Тоа имплицира дека ниту една од овие цивилизацијски и хумани цели нема да биде остварена ако не ги вклучуваат девојките и жените како суштински фактори за остварување или како целни групи на кои се однесуваат глобалните цели за одржлив развој. Тоа се однесува на ставање крај на сиромаштијата, на ставање крај на гладувањето и на постигнувањето на пристап до здрава храна, на обезбедување здрав живот и благосостојба за сите, на пристап до инклузивно и еднакво квалитетно образование за секого, за родова еднаквост и за охрабрување на жените и девојките во остварувањето на нивните права, за промовирање на инклузивен и одржлив економски раст со еднакви шанси за вработување и за пристојно еднакво платена работа за сите. Ниту една од овие цели нема да се оствари ако не ги вклучи жените и девојките. Овие цели се суштински и ги представуваат вредностите кои ги застапуваме, за кои се бориме и кои сакаме да ги видиме остварени. Без исклучок и во многу побргу отколку дедлајнот на целите на одржлив развој на Обединетите нации 2030 година, можеме да оствариме голем процент од овие цели. Јас денеска сакам да зборувам за тоа. Сите ние треба да го дадеме на доброто од нас и нашиот придонес за остварување полна, безусловна еднаквост на жените и девојките. Зошто никој не смее да биде запоставен, вели клучниот повик на целите за одржлив развој на Обединетите нации. Ниту една земја не може да си дозволи да остави половина од својата популација зад себе. Тоа не смее да биде прифатливо за никого. Нема да запреме додека целосно не ја анулираме разликата во вредноста на трудот меѓу мажите и жените. Нема да запреме со спроведувањето на политиките за родова еднаквост додека не обезбедиме дека девојките и жените имаат апсолутно еднакво право да напредуваат во нивните работни кариери и да бидат избрани на највисоките работни позиции. Нема никаква причина да биде поинаку. Намалувањето на родовиот јас во платите на макроекономско ниво може да придонесе за поголем економски развој. Еднаквост на пазарот на трудот може да ја поттикне мотивираноста, охрабрувањето и вклучувањето на жените и ќе придонесе значајно за долгорочниот раст на економијата.
Кога жените губат, сите губиме. Затоа треба да биде јасно. Економското зајакнување е одговорот на многу од прашањата со кои се соочуваат девојките и жените. Економски силни девојки и жени полесно ќе се справуваат со сиромаштијата, со насилството и дискриминацијата, со остварување на нивното природно право да бидат еднакви во изборот на работни места и на нивното право да бидат на раководни позиции. Девојките и жените мора да го добијат правото на гласност, на избор и на еднакво учество во сите сегменти на општеството и во севкупниот негов развој. Република Северна Македонија е должна да го обезбеди тоа, со континуирани политики за родова еднаквост и со спроведување на врските од меѓународно прифатените конвенции и декларации. Да не заборавиме, кога се залагаме и кога градиме подобар свет за жените, всушност градиме подобар свет за сите. Овие промени треба да ги направи нашата генерација. Зошто би им ги пропуштиле остварувањето на оние благородни цели на некои други генерации? Тоа се наши цели и тоа треба да биде наше достигнување. Посакувам успех заеднички во оваа благородна мисија. Благодарам.